Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ви подготвивме на вистина интересни содржини. На почетокот ќе видите како помина традиционалниот василичарски коктел, организиран од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кичево. Веднаш потоа ќе проследите и краток разговор со младата поетеса од Кичево, Викторија Силјановска, со која што разговаравме за издавањето на нејзината нова трета поред стихозбирка. И на крај од ова издание на Акцент ќе го проследите интервјуто со секретарот на Општинската организација на Црвениот крст од Кичево, господинот Бесник Селими, со кого разговаравме за сите активности на Црвениот крст од Кичево. Акцент започнува. Следете не. Традиционално и оваа година, по повод новогодишните и божиќните празници, а во пресрет на православната нова година Василица, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кичево организираше василичарски коктел. На коктелот присуствуваа повеќе стотици членови и симпатизери на ВМРО ДПМН од Кичево, а со своји пораки до присутните се обратија председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кичево, господин Ѓорѓија Сајковски, како и пратениците во Македонското собрание Благоја Деспотовски и Антонио Милошовски. Би сакал најпрвин заедно со колегата Деспотовски да се заблагодариме на кичевчани за огромната поддршка што ја дадоа за нашата програма во текот на изборите. И наша обврска како пратеници во собранието е да направиме се што е во наша надлежност, да помогнеме дополнително за економскиот, инфраструктурен развој на општина Кичево и на регионот. Ова е традиционален партиски василичарски прием, кој што веќе 26-та година се одржува и се надеваме дека за сите следни вакви приеми ќе имаме добри поводи за добро расположение. И од името на нашата партија би сакал на вашите гледачи да им ги честитам овие годинешни празници. Благодарам. Почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, господин Антонио Милошовски и почитуван господин Благоја Деспотовски, почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, почитувани коалициони партнери, почитувани гости, почитувани наши поддржувачи. Изминатата година овде пред вас кажав дека 2016 година ќе биде многу тешка година. Имаме многу проблеми и ќе треба да се справиме со сите предизвици. Оваа година сакам да ви заблагодарам на сите. Вие и покрај сите проблеми, и покрај сите предизвици, и покрај сите предизвици не направивте подостоинствени и не направивте Кичево да бидеме град што навистина ја почитува сопствената држава, државотворен народ и се бори за попросперитет на Република Македонија. За оваа година сакам да кажам дека оваа година ќе имаме исто така многу предизвици. Ќе имаме локални избори и верувам дека со ваша поддршка, со заеднички ангажман на сите, новие локални избори ќе постигнеме заеднички успех. Успех кој што ќе не направи уште подостоинствени, успех кој што ќе ни вреже иднината за идните генерации. И успех кој ќе докаже дека во Кичево ние сме тие што треба да ја градиме иднината на нашите деца. Не сакам да држам политички говори, сакам само да ви ги честитам празниците што измина, да ви посакам се најдобро во иднина на сите, да живее Република Македонија, да живее ВМРО ДПМН, да сме живи и здрави. Почитувани и присутни, дозволете ми на почеток да ги поздравам сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, членовите на Унијата на млади сили, членовите на Унијата на жени и посебно ветераните на ВМРО ДПМН.
Исто така, дозволете ми да ги поздравам и да им се заблагодарам на нашите коалициони партнери од Социјалистичката партија, ГРОМ, Турската демократска партија, сите ромски партии, партиите на египтяните и сите оние што на последните избори на 11 декември ја поддржаа коалицијата за подобра Македонија и сите тие се горди затоа што во одлучните моменти за Република Македонија гласа за коалицијата за подобра Македонија, гласа за ВМРО-ДПМН, затоа што ВМРО-ДПМН е столб на Република Македонија. Уште еднаш на сите вас и на сите оние кои гласаа за ВМРО-ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија ви благодарам. Им благодарам на сите активисти, на сите оние што неуморно се бореа за секој глас за ВМРО-ДПМН, за секој глас за Република Македонија. Како што ќе поминува времето понатаму, сите вие ќе видите уште погорди затоа што во вистинско време бевте на вистинската страна. Исто така, еве, ја поздравувам и коалицијата Кичевчани за Кичево, затоа што таа коалиција покажа дека кичевчани секогаш знаат да проценат што е добро за нив и што е добро за еднината на Република Македонија. Јас само можам да ви ветам дека ние, како ВМРО-ДПМН, нема да зборуваме за политика во наредниот период. Ќе зборуваме за економија, ќе зборуваме за програмата реално, ќе зборуваме за отварање на нови фабрики, ќе зборуваме за отварање на нови работни места и ќе им помагаме на сите граѓани на Кичево без разлика на верска, национална и не знам друга каква припадност, дури и политичка, еве и нашиот Чедо тука ме коригира за тоа случај. ВМРО-ДПМН може само тоа да го прави, граѓаните на Кичево го знаат тоа и уште еднаш на сите им благодарам. Значи, на крајот, на сите верници од православната вера им ја честитам стара нова година, христијанската нова година, им ги честитам божитните празници, а им ја честитам новата година, а на сите припадници од муслиманската, исламската вероисповест им ја честитам новата година и посакувам на сите просперитет на Кичево, просперитет на вашите семејства, добро здравје, да сте здрави и живи. Благодарам. Да живее ВМРО-ДПМН, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живее коалицијата Кичевчани за Кичево, да живее Република Македонија. Благодарам. Почитувани пријатели, драги браќи и сестри, најпрви дозволете ми од името на извршниот комитет и на партијата ВМРО-ДПМН да се заблагодарам за сите што ја дадоа поддршката за коалицијата за подобра Македонија, посебно во Кичево, затоа што Кичево со својот став и достоинство го одбрани достоинството и честа на ВМРО-ДПМН во цела пета изборна единица. Заедно со Охрид, со Демирхисар, со Ресен и со Дебарца, како општини кои што со својата победа ја донесоа и дадоа значаен придонес во победата на нашата партија на државно ниво. И затоа мислам дека не случајно три општини во Република Македонија се издвоија што направија најдобар резултат. Општина Кичево, Пробиштип и општина Илиндер. Во овие три општини, заради добрата работа на општинскиот комитет, на местните комитети, на Унија на млади сили, на Унија на жени и на ветераните и на сите други добронамерни наши поддржувачи, ние успеавме да покажеме дека и покрај големите предизвици и притисоци, дека нашата партија има се уште најсилен капацитет во целата држава. За да го задржиме тој капацитет, мора да задржиме сплотеност, да задржиме блискост меѓу нас, добра соработка и да извлечеме поуки таму каде што имаме можност за да коригираме одредени работи. Бидејќи
Сите ние сме луѓе и можеби правиме и некои добри работи, можеби некога се случуваат и одредени пропусти. Но сметам дека ВМРО-ДПМН со оваа коалиција, раководството и програмата што имаме најдобра можност овој постигнат резултат да го валоризираме со создавање на нова влада. Формирањето на нова влада би било не по секоја цена, туку во рамките на она што се уставни и законски прописи. И на крај, дозволете уште еднаш да се заблагодарам на сите кои што ја дадовте вашата поддршка за нашата коалиција, да ви ги честитам празниците оваа година, да посакаме овој Василичарски коктел што ВМРО-ДПМН го организира традиционално во Кичево, секогаш да ни биде весел, успешен и да имаме многу идни поводи за прослави и за честитки, и на сите оние кои што го прославуваат, почитувајте ги нормално и коалиционите партнери и другите припадници на етнички заедници, сакам да го честитам Христовото рожденство со поздравот Христос се роди. Благодарам многу. Колку за подсетување, на последните предвремени парламентарни избори ВМРО-ДПМН освои 51 пратеник, со што како победничка партија го доби мандатот за состав на новата македонска влада. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, моја соговорничка е младата поетеса од Кичево, Викторија Силјановска. Со Викторија во ова издание на Акцент имаме и повод да разговараме. Викторија веќе ја спрема новата стихозбирка, која што наскоро треба да ја види светлината на денот. Викторија, здраво и ти благодарам што ја прифати нашата покана да учествуваш во емисијата Акцент. Здраво ви, благодарам на поканата за учество во оваа емисија. Да, како што веќе кажавме, ја спремам мојата нова стихозбирка и здравје Боже, во текот на оваа година планирам да биде објавена. Ајде сега да проговориме нешто повеќе околу твојата нова стихозбирка која што ја најавивме, значи колку време ја спремаш и што точно ќе содржи оваа стихозбирка. Мојата нова стихозбирка исто ја спремам подолго време. Ме немаше некое време во јавноста и сега мислам дека конечно е време да биде објавена. Колку песни планираш да содржи таа стихозбирка? Околу 50 песни. Ќе има ли некоја тематика која што ќе биде доминантна во тие песни или можеби ќе има содржински од различни тематики и жанрови? Исто како претходните мои две стихозбирки, ќе биде поделена на 4 циклуси. Тематиката е различна на сите 4 циклуси. Она што е секако интересно и за сите нели кои што пишуваат како тебе е да имаат и своји соработници. Може сега еве да ни откриеш само за оваа нова стихозбирка која што оваа година ќе ја издадеш, кои се твоите соработници со кои што соработуваш или се координираш во пишувањето на тие песни или можеби еве се е на твој товар? Нормално дека мора да имаме соработници. На претходните мои две стихозбирки соработував со писателот Стојмир Симјановски. Тој беше рецензент и лектор на стихозбирките, пред се беше мој добар пријател. А за наредната стихозбирка ќе видиме во иднина, ќе да знае јавноста. Мислам дека е добар момент еве да откриеме и да ни прочиташ една од твоите песни кои што ќе бидат составен дел на оваа стихозбирка. Која еве препорачуваш да ја слушнеме од тебе во овој момент? Ќе ја прочитам песната А денес. А денес. Го почнуваш денот рутински. Секој ден ист, без промени. Изгубен си во размислување. Изморен од напорно секојдневие. Живееш за роден дени, за прослави годишници. Живееш одсутно кога да сонуваш и се нешто чекаш. Чекаше да матурираш, да пораснеш, да дипломираш. Чекаше вработување, сега чекаш ново патување. И се е бескрајно измачување. Животот ти е само очекување. И некоја замисла зимнината, која не знаеш дали ќе е дочекана. А денешниот ден нека помине. Утре денот нешто побаво ќе донесе. Утре ќе е подобро за живење, за смеење и за радување. Така секое ново утро размислуваш и денот го почнуваш.
а брчките на лицето те поздравуваат. Тие не те чекаат, те опоменуваат. Велиш утре, а денешниот ден кога ќе ти е важен? Навистина прекрасно, сигурно дека и останатите песни кои што ќе бидат дел од твојата нова стихозбирка ќе бидат интересни да се прочитаат. Ги спомена нели и твоите предходни две стихозбирки кои што се издадени и може ли еве сега да споменеме нешто повеќе, да се подсетиме и на нив, кога се тие издадени, што тие содржат во нив и дали може би еве имаш освен тие твои две самостојни стихозбирки, дали имаш некои твои дела, песни кои што се составен дел и на некоја групна книга каде што се застапени повеќе автори? Да, моето прво појавување во јавноста беше во 2010 година, тогаш ја објавив мојата прва стихозбирка Долината на сонот. Подоцна во 2012 ја објавив втората стихозбирка Огледало на душата. Во текот на годините имав повеќе стихозбирки или пак збирки на проза и поезија, например Јас и мојот пријател, каде беше објавена мојата песна за пријателството, каде имав прва награда во Кичево. Потоа Прозни молитви, каде што учествував со група на автори од Кичево, од Македонија и надвор од Македонија. Потоа Триумф песме и вина, која беше со соработка со издавачката куќа Арти Винаријата Александровиќ. Литературни искри од Гостивар и во 2016 година ја објавивме ова е моето последно молчење, антологија, во соработка со Елена Пренџова и Оливера Доцевска, кои беа приредувачки на ова антологија и сакаа да го беше целта да се истакне нашето творештво на современите поетеси кои активно творат во последниве 10 години. Така, она што мене ме интересира еве и сигурно и нашите гледачи да позборуваме нешто повеќе околу твоите самостојни две стихозбирки. Значи она што и претходно те запрашав, што точно тие содржат, кои песни, колку песни и како беше еве како беа тие твои стихозбирки прифатени од читателската публика. Првата стихозбирка Долината на сонот беше објавена уште во 2010 година. Беше доста интересно во тој период што на толку млада возраст некој се осмелил и собрал храброст да објави таква стихозбирка. Тематиката е љубовта, она универзална љубов, не само момче, девојче или слично. Поделени се на 4 циклуси и во секој од тие циклуси има одредена тематика, пример љубов кон татковината, љубов кон семејството, почит и слично. Така, спомена дека соработуваше со повеќе твои пријатели, соработници, меѓу кои господинот Стојмир Сејмјановски, кој ете неодамна почина. Тој остави голем белег во македонската научна книжевност. Колку еве тој човек кој што навистина вредеше многу во областа на книжевноста и науката, колку ти помогна да се развиваш понатака како автор, како поет, како човек кој што ете се определил дел од својот живот да го посвети на книгата? Чичко Стојмир беше нераскинив дел од мојот живот во последниве 8-9 години. Ми помогна во објавувањето на мојата прва стихозбирка, на мојата втора стихозбирка, постојано беше покрај мене, пред се како пријател. Беше неодменлив дел, без разлика дали стануваше збор за настап, за некоја нова песна или слично, секогаш се консултирав со него. Мислам дека најискрените критики можев да ги добијам од него. Покрај него многу научив. Зборувавме со часови за се и се што и мислам дека беше нешто пресудно за моето понатамошно развивање на поетски план. Планиравме и новата стихозбирка, мојата трета стихозбирка да соработуваме и за неа, но за жал се случи тоа што се случи. Тоа е тоа. Викторија, ти си една поетеса од помладата генерација, не само од Кичево, туку и во целата наша држава. Интересно е можеби еве да позборуваме и за твоите почетоци, значи кога ти откри дека сакаш да пишуваш, дали некој тоа во тебе го забележа или можеби ете желбата твоја беше да започнеш да се занимаваш токму и со овој дел со пишување на поезија и проза? Започнав да пишувам уште кога научив да пишувам, така кога ќе се сетам назад.
Така ми е. Прво се почнав да се појавувам на литературни конкурси во училиштето, каде што учев. Потоа почнав да испраќам мои стихотворби во детските списанија од тој период Наш свет, прво Развигор и слично, и потоа, како што ви кажав, се запознав со писателот Стоимир Симјановски, така почнавме да малку посериозно да гледаме на моето пишување. Така, се надевам дека и твое гледиштето што ќе го споделам сега, дека за секој млад човек кој што ете започнал да пишува поезија или проза, освен што сака нели тие книги да бидат читани од читателите, тоа е можеби и најголемата награда за еден писател. Меѓутоа сигурно дека е на сатисфакција плюс е кога учествуваш на некои конкурси, наградни конкурси, каде што ете можеби би добила и некоја награда и со тоа би се означил и твојот труд што си го вложила. Дали имаш учествувано на некои такви литературни конкурси и евентуално добиени награди? Па, 2016 година беше доста интересна. Учествував на повеќе фестивали. Учествував на фестивалот Литературни искри во организација на Центарот за култура Гостивар. Потоа беше организиран за прв пат во Македонија фестивалот Women's Scream, кој потекнува Доминанската република, каде што се истакнуваат пораки за почит кон жените и запирање на насилството кон жените. Потоа, како што веќе кажав, ја објавивме антологијата, ова е моето последно молчење, каде што сум дел и ме представува гордо што можам да соработувам со толку големи имиња на нашата поетска сцена. Така, во овие изминати години, кога ги имаш реализирано твоите 2 стихозбирки и еве третата која што е во очекување, дали можеби се пронајде себе си во одреден дел што ти сакаш да пишуваш, на која тема? Или можеби сепак се уште се немаш определено? Па како што растеме, се менуваме и постојано се откриваме себе си, кај сме, кај сакаме да бидеме и слично, така да мислам дека не можеме да бидеме определени за тоа што сакаме да пишуваме, едноставно инспирацијата доаѓа само по себе и пишуваме. Ајде да откриеме нешто повеќе и за тебе како личност. Во нашиот неврзан разговор пред почетокот на снимањето на нашето интервју ми кажа дека студираш на медицинскиот факултет на логопедија. Може би нешто многу различно од ова што досега го разговаравме, пишување, проза и поезија. Каде се пронаоѓаш повеќе? Еве, од каде љубовта кон медицинската наука, кон логопедијата? Логопедијата е пред се нешто за кое треба многу трпение, треба голема љубов, па така да треба и креативност, треба иновативност, па и пишувањето е всушност истото. Треба да сме креативни, иновативни, да имаме трпение и љубов, па така да има некоја поврзаност помеѓу двете. Така, студирањето секако дека ти одзема нели дел од твоето слободно време, секако мора да се посветиш максимално и на студиите. Во исто време еве си во тој дел каде што ја финализираш подготовката и издавањето на твојата трета стихозбирка. Како еве го организираш твоето време и може ли еве да ни кажеш дали може би се занимаваш и со нешто друго што еве ние не го знаеме? Јас велам дека кога се сака се може, нормално дека е тешко да се распореди времето, имам премногу за учење, сакам и да пишувам, но доколку сето тоа добро се организира, може да се најде време за се, така да пишувањето ми е задоволство и секогаш наоѓам време и за едното и за другото, и за учење и за пишување. Јас се надевам дека за брзо време повторно ќе се видиме, кога ќе биде и нели официјалното издавање и промоција на твојата трета поред стихозбирка. Сигурно дека и сите оние кои што ја следат твојата писателска кариера очекуваат во најбрз можен рок да ја имаат во раце твојата трета стихозбирка. Јас еве би те поканил уште еднаш, доколку може нели да ни прочиташ уште една од песните кои што ќе бидат дел од таа трета стихозбирка. Ќе ви прочитам од Триумф песми вина, што беше објавена мојата песна. Песна за виното. Вино за утеха.
Кога душата ти е празна и кога во себе страдаш или кога бараш некој одговор, а не ти се зборува ни збор. Виното е друштво кое утеха дава и умее да ублажи голема тага. Но може друштво да прави и кога голема радост се слави. Во виното се удавила инспирација, па затоа секоја нова генерација во чаши полни со вино ги наоѓа топлината и мирот. А поетите, понесени од убавина, велат дека виното крие вистина и дека раните помалку болат кога со вино ќе се натопат. Затоа оние кои се влюбени на вино се големи љубители. За нивна утеха виното е тука и со него тие смируваат душа. Викторија, благодарам што одвои време и беше дел од Акцент. Се надевам дека ќе се видиме набрзо на промоцијата на твојата трета стихозбирка и ти посакувам многу успех и во твојата поетска и писателска кариера и се разбира на студиите кои што треба успешно да ги завршиш и можеби еден ден ќе направиме интервју и како професионален логопед. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека во најскоро време повторно ќе се сретнеме. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, разговараме со секретарот на Општинската организација на Црвениот крст на Република Македонија, господинот Бесник Селими. Се наоѓаме токму во канцеларијата на секретарот Селими. Господине Селими, благодарам што се одзвавте на нашата покана и прифативте да учествувате во емисијата Акцент. Во нашиот разговор во оваа емисија сакаме ве одблиску да се запознаеме со сите оние особености и со сите активности кои што ги има Општинската организација на Црвениот крст на Република Македонија од Кичево. Меѓутоа, еве, на почеток, ајде да проговориме нешто околу оние општи карактеристики, од кога е основана Општинската организација на Црвениот крст во Кичево и колку членови во моментот се активни, колку имаме волонтери и оние сите нели други општи карактеристики. Ви благодарам многу, значи најнапред навистина ми представува чест и задоволство да бидам гостин на вашата емисија и посебна благодарност до вашата телевизија која редовно ги следи нашите активности и ги промовира преку вашите социјални мрежи, вашата телевизија и сите други начини на информирање. Значи, нашата организација е основана во 1945 година. Лани одбележувавме 70 години од постоење на Црвен крст на Република Македонија, Општинска организација Кичево. Тој е еден датум на ниво на цела држава. Значи, на таа година се основани, да речам, 90% од сите општински организации, негде порано, негде подоцна, но тој не е како датум за одбележување. Исто така, значи 17 март ни е денот на основање на Црвен крст на Република Македонија и денот на крводарителството, како една од главните дејности кои ние ја работиме. Во однос на нашата организација, значи нашата организација веќе успешно работи, имплементира голем број програми и проекти кои се како дел од нашата програма и нашите дејности кои се со статути врз основа на кои ние работиме како една целина во цела Република Македонија. Ја би се осврнал на тоа кои капацитети ние сега ги имаме, колку број на членови и волонтери имаме во моментот. Значи, отприлика имаме 300 регистрирани членови со уплатена чланарина, од кои исто така дел се волонтери, дел не се, значи кај нас не е задолжително за да бидеш волонтер, да бидеш исто така и член. Значи член е тоа лице кој има уплатено чланарина и со тоа има еден правен статус во организација, значи тој со уплатена чланарина има право да биде член во органите и телата на нашата организација, а исто така може и да волонтира. Доколку кај волонтерите, значи тие не морат да бидат членови, тие можат да волонтираат во разни програми и дејности кои ние ги работиме. Во однос на волонтериве имаме негде регистрирани околу 140 волонтери, од кои 70 ни се активни волонтери, повеќето од нив се еден добар дел од младите, значи од 14 години до 30 години, другиот дел веќе се од 30 нагоре и еден дел од нив се членови на собрание, извршен одмор и комисија на Црвен крст. Нашето делување, речеме секој град има општинска организација на Црвен крст и ние делуваме во
делот на границите на нашата општина, значи општина Кичево и околните села. Во однос на постигнатите резултати кои ги имаме одбележано за 2016 година, јас би се освртнал накратко на некои така бројки што ги имаме реализирано. Значи, во однос на крводарителството имаме реализирано околу 869 крвни единици во 14 крводарителски акции. Значи, нашите акции се во согласно со интегралниот план за крводарителство кој се реализира во соработка со Институтот за трансфузионна медицина и Црвен крст на Република Македонија. Значи, ние секоја година унапред ги планираме тие крводарителски акции и нормално дека имат мали, да речеме, одложување во однос на термините, но акциите се тие, имаме и вонредни акции, да речеме, и во тој дел имаме постигната некоја бројка што за нашиот регион е задоволителна, значи не сме достигнале тој таргетот што ние го рачунаме како таргет околу 2,5% од нашето население, но сепак 869 крводарувања е задоволителна бројка и ги задоволува потребите на Институтот за трансфузионна медицина во нашиот град. Во однос на другите програми прва помош имаме оспособено околу 715 кандидати за возачи, во негде исто така и 22 кандидати за работни организации, пошто ние и со закони сме овластени да вршиме обука за прва помош на возачи и работни организации. Исто така имаме направено над 35 обуки во основни и средни училишта за прва помош во домашни услови, во разни ситуации на елементарни непогоди и било какви други настани што може да се случуваат. Како еден главен настан што секоја година ние го правиме, ето општинскиот надправа по прва помош, каде што учествуваат околу 14 екипи од средни и основни училишта, каде што се прави еден надпревар, значи во младина и подмладок. Од прво место од младина оди после на државен надпревар прва помош, тој секогаш се одржува во септември, а местото се одредува дополнително, значи кој ќе биде домаќин. Исто така би сакал да спомнам во делот на младите, значи клубот на млади кој работи при општинска организација на Црвен крст Кичево е многу активен и брои околу 35 активни членови и исто така и волонтери кои нонстоп работат на терен и се дел од нашата програма и нашите дејности кои ги реализираме. Исто така тие имаат нивна програма кои што ја работат во текот на цела година. Во тој дел исто така би сакал да го спомнам проектот промоција на хумани вредности, Црвен крст во акција промоција на хумани вредности кој се имплементира во цела држава веќе 17 години, а оваа година беше поддржан од Цивика Мобилитас во соработка за Црвен крст на град Скопје како имплементатор на проектот. Во тој дел ние имавме исто така почетни обуки за млади волонтери, значи ги дисеминираме вредностите на Црвен крст и исто така тие млади ги обучуваме како да подготвуваат мали проекти за добробит на заедницата. Ние лани имавме околу 10 успешни проекти кои беа вреднувани со највисоки оценки од страна на комисијата што е за вреднување при програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, каде што беа вклучени вкупно 70 младинци. Значи, ние секоја година ги промовираме тие вредности и тие 70 младинци кои ги поминале тие обуки, тие се веќе на некој начин и веќе вклучени во процесот на волонтирање во Црвен крст. Значи, голем дел од нив остануваат волонтери и веќе се дел од нашата организација. Така, јас знам дека минатата 2016 навистина беше активна од ваша страна со многу голем број на активности, што еве како самостојни активности кои што билете во рамките на вашата програма за работа и секако во соработка со други организации во различен тип на проекти. Сега она што мене ме интересира е да проговориме нешто околу оние активности кои што веќе ги имате испланирано за тековнава 2017 година, односно што е она што според вашата програма, која што ја имате усвоено, е значајно да се сподели еве со јавноста, да видиме каде се
Општинската организација на Црвениот крст од Кичево ќе биде активна во текот на оваа година. Ви благодарам многу. Значи, ние програмата веќе ја усвоивме во декември и каде што сите дејности каде што ние сме активни и ги работиме, наведовме по неколку приоритети кои ќе ни бидат зададени за 2017 година, како еден во делот на организација и развој, како еден најбитен приоритет кој ни во текот на оваа недела како главен приоритет ни представува е успешно реализирање на изборниот процес во Црвен крст на Република Македонија, исто така во нашата општа организација. Значи, во нашата организација телава и комисиите се менуваат на секои 4 години. Значи, ние имаме избори, 50% од нив остануваат, 50% идат нови членови, нови волонтери. Значи, работата на Црвен крст е многу транспарентна и отчетна пред донаторите и пред јавноста. Значи, ние секогаш програмата и финансискиот план што ги освојуваме, ги објавуваме во нашата веб страна и на социјалните мрежи кај што имаат простор и дури и присуството на сите волонтери членови е, мислам, можат да бидат присутни на седницата, но немат право на глас. Како друг приоритет кој го наведовме во ова 2017 година во делот на организација и развој е јакнење на капацитетите на постојните волонтери. Значи, тие волонтери што веќе ги имаме, да ги оспособиме со дополнителни обуки и тренинзи, да речеме организирани претежно од страна на Црвен крст на Република Македонија, и исто така продлабочување на соработката со невладиниот сектор во нашиот град, пошто ние веќе имаме добра соработка со повеќе организации од нашиот град, имаме соработка и имплементираме заеднички проекти во соработка со повеќе организации. Како пример ќе земам проектот Грижа на стари лица во домашни услови кои се финансира од ЕВО на Македонија веќе 3 години поред, ова веќе четврта, имаме најави дека ќе се продолжи проектот. Во тој проект се вклучени вкупно 5 волонтери, една медицинска сестра и 30 стари лица. Се посетуваат од страна на овие волонтери. Во овој проект се вклучи Министерството за социјални работи, Центарот за социјални работи меѓу Општинскиот центар во Кичево, Сдруженијето на пензионери, другите невладини организации. Значи, ние работиме за да ги подобриме условите за овие стари лица, значи, да ги наречеме од трета доба. Во делот на другата дејност, менаџмент со волонтери, исто така, како еден приоритет ни е наведен успешното имплементирање на софтверот на менаџмент со волонтери, пошто како што бројот на волонтери се зголемува, ние наидувавме во потешкоти во делот на евидентирање на тие волонтерски часови. Што навистина тие волонтери ги вложуваат во нашата организација и за подобра евиденција и транспарентност према нив, ние од оваа година веќе ќе воведиме софтвер за евидентирање на сите нивни активности. Исто така во делот на дисеминација, значи продолжување на процесот на дисеминацијските предавања со специфични групи и категории, успешно имплементирање на програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности и одбележување на тие датуми кои се најзначајни за Црвен крст на Република Македонија. Во делот на здравствена превентивна дејност, исто така како една приоритетна за оваа година не е континуирана грижа за здравјето на лицата со здравствени проблеми и како и унапредување на услугите кои ги нудиме за овие специфични категории на граѓани, било да се стари лица, изнемоштени, социјално загрозени лица, значи претежно ние со тие категории работиме. Исто така во делот на првата помош, значи да го продолжиме со успешната работа што веќе со години ја имплементираме, организирање на курсеви по прва помош, организирање на повеќе курсеви за прва помош за основни училишта, за средни училишта, континуирана обука за прва помош за разни категории на граѓани, пошто имаме различни целни групи. Во делот на крводарителството, значи јас судам накратко да не ви задржам многу, значи во секоја дејност ќе извам по неколку приоритети. Во делот на крводарителство како една ептен така битна дејност која работиме, како главен приоритет оваа година ние
зголемување на свеста, значи континуирана зголемување на свеста кај граѓаните за големата потреба на крводарувањето. Значи имајќи преди дека секогаш имат потреби од крв, значи тоа е неминовна дејност. Ние секоја година јавно предуваме со работката што имаме со Институтот за трансфузионална медицина и во тој дел да ги сензибилизираме граѓаните за што повеќе да даруваат, пошто ние веќе имаме редовни крводарители кои имаат по 50, 75 пати, дури и над 100 пати дарувана крв. Тие претежно ни се стари волонтери и крводарители кои идат од наши институции. Во дел на подготвеност и действување при катастрофи, во тој дел како приоритет го имаме исто така наведено унапредување на програмата за одговор при катастрофи, имајќи преди дека последниве години секогаш имаме такви предизвици, дали се студен бран, катастрофи, поплави, во тој дел поиќе да се фокусираме и да ги унапредуваме нашите капацитети во тој дел, посебно во дел на тимот за одговор при катастрофи, кој работит како составен дел на ова дејност и нонстоп имаме редовни обуки во соработка со Црвен крст на Република Македонија. Во дел на социјална монетарна дејност веќе овде би сакал да ги напоменам повеќе проекти кои ги работиме, освен тие редовните акции и проекти што ги следиме заедно во соработка со Црвен крст на Република Македонија. Овде би сакал да го наведам проектот подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби, кои се финансира од страна на Комерцијална банка и како целна група ни се децава од дневниот центар за посебни потреби. Тој проект веќе долго години се реализира и тука има вклучени исто така 4 волонтери, вработени од дневниот центар и корисниците на дневниот центар, тие се 16 деца. И тој проект веќе се финансира од Комерцијална банка, имаме најави дека и ова година ќе се продолжи. Исто така проектот од страна на што се финансира од ЕВН Македонија, грижа на стари лица во домашни услови, и затоа имаме исто така најава дека ќе се продолжи. И во делот на одбележување на тие недели што се најглавни кај нас одбележување на дела на солидарност и денот на глад. Значи две главни активности во текот на 2017 година. Во делот на млади, значи, исто така би сакал да го наведам како главен приоритет успешно реализирање и спроведување на изборниот процес на млади за 2017-2019 година, кај нив мандатот е 2 години со можност на повторен избор. Исто така зголемување на бројот на млади волонтери кои членуваат и ќе бидат активни, соработка со клубовите на млади од другите општински организации, пошто во секоја општинска организација има клуб на млади како составен дел од организацијава. Во делот на информирање и односи со јавноста, значи, како приоритети исто така ни се наведени активно ажурирање на веб страната и социјалните мрежи, редовно промовирање преку нашиот електронски весник кој се издава во неколку илјади примероци, продлабочување на соработка со локалните медиуми и транспарентност и отчетност во работата на организацијата на Црвен крст. И како накрај све остајле дејноста мобилизирање на фондови, во овој дел како приоритети за ова година ни се наведени обезбедување на финансиски средства од буџетот на општинава, пошто ние редовно секоја година аплицираме со проекти во нашата општина и во други организации. Ова година очекуваме да ни се одредат барем 1 до 2 проекти од страна на општинава кои ќе бидат реализирани во нашата општина во соработка со другите невладини организации. Зголемување на финансиските средства по основ на оплатена чланарина, преку донации, воспоставување на партнерски односи со корпоративниот сектор и промовирање на можности кои ги дава законот за донации и такви други активности. Господин Селими, минатата 2016 година, чинам дека беше месец август, Скопскиот, Тетовскиот и некој друг регион беа зафатени од една катастрофална појава, можам да речем, на поплави, каде што Црвениот крст на Република Македонија навистина одигра еден добар дел од помошта кон граѓаните кои што беа зафатени од тие поплави. Она што е во моментов актуелно се големите снежни врнежи кои што започна
5-6 дена нели по новата година. Еве и овој период имаме повторни интензивни врнежи од снег. Каде е тука активноста на вас како општинска организација на Црвениот крст од Кичево? Значи ние како составен дел на институциите, значи исто така уште од првите најави дека ќе имат студен бран, имавме координативен состанок во Црвен крст на Република Македонија, исто така после во нашата општина, каде состанокот се одржа во општина Кичево, заедно со градоначалникот и со раководителот на меѓуопштинскиот центар за социјални работи, каде што секоја институција ги подели нивните можности и капацитети колку што можеме да делуваме на терен. Од наша страна бе обезбедени хуманитарни пакети со храна, пакети со хигиена, чебиња, за овие, да речеме, евентуални застој во сообраќајот. Исто така обезбедивме шал, капи и некои нутритивни пијалоци и чоколачиња така за возачите на транспортните средства, доколку имаше застој. И поголемиот дел бевме присутни на терен во соработка со Центарот за социјални работи и со голема поддршка од нашата општина, која што ни обезбеди транспортно средство за да бидеме на терен кај тие села кои што се одсечени, да речем, на некој начин, пошто во првите дена имаше многу снег и од страна на Центарот за социјални работи беа одредени тие едни категории на граѓани кои беа најзагрозени. Тие беа поединци, стари изнемоштени лица, социјални случаи кои живеат во такви рурални средини и беа одсечени од снежниот бран. Така, и за крај, еве на нашиот разговор, би сакал да накратко еве ни кажете за сите оние наши гледачи кои што би биле заинтересирани да бидат дел од општинската организација на Црвениот крст на Република Македонија тука во Кичево, што треба да направат за да бидат ваши членови, волонтери, да помогнат во сите овие ваши активности еве кои што ги имате испланирано за оваа година? Значи, секој заинтересиран граѓанин може да дојде слободно во нашата канцеларија, а исто така може да се пријави онлайн преку веб страната на Црвен крст на Република Македонија општинска организација Кичево, каде што може да аплицира и да пополни пристапница, дали сака да биде волонтер или член. Значи, членувањето му дава еден правен статус да биде биран во организација, во телата и во комисиите на нашата организација, доколку волонтерот не е обврзан да плати чланина. Значи, волонтер може да биде секој заинтересиран граѓанин кој што сака да се вклопи во било која од овие дејности што ние ги работиме. Значи, при пополнување на пристапницата, тука се наведени кои дејности тој сака да биде вклучен во нашата организација. Значи, може слободно преку веб страната и може да дојде лично овде во нашата организација. На крај уште еднаш благодарност што бевте дел од емисијата Акцент и ви посакувам успешна работа во 2017 година. Ви благодарам исто така, ми беше чест и задоволство да денес заедно со вас го поминеме ова кратко интервју и исто така да ја познавам вашата емисија, дека навистина секогаш сте активни и секогаш ни излегувате во пресред со сите наши активности заради промовирање на нашите вредности, промовирање на хумани вредности, за да ја подкренеме свеста кај населението дека секогаш има простор за помош и за донации и за вклучување на нови волонтери и нови лица во нашата организација. Ви благодарам. Тоа беа предвидените содржини за ова издание на Акцент. Останете и понатаму со програмата на телевизија Мега. Довидување.